Како што веќе информиравме во вестите, денеска во посета на Кавадарци беше министерот за правда господинот Бојан Маричич, а тој вечерва е гостин и во вестите на КТВ. Министре, добро ни дојдовте. Добро најдов. Денеска се сретнавте со председателот на судот, веќе информиравме во вестите, меѓутоа имавте средба и со градоначалникот на Кавадарци господинот Јанчев. Како помина таа средба? И двете средби помина во позитивна атмосфера, ме запознаа со ситуацијата во градот, особено во оној дел кој што е дел од мојот ресор. Разговаравме за отворените прашања, проблемите, што може финансиски дополнително да помогне Министерството во однос на функционалноста и на судовите, и на обвинителството, меѓутоа и околу оние реформи во правосудството кои што треба да донесат поголема ефикасност и подобро функционирање. Секако ме запозна и градоначалникот со ситуацијата во општината, со тоа што го работи општината, како функционира и кои се отворените прашања. Дискутиравме и за оние прашања, има моментално и закон за отпис на камати на јавните предпријатија и на општините и на државно ниво, така што имавме теми за разговор. Така. Македонија е пред една мощна значајна операција, тоа е спроведувањето на пописот. Неколку децении веќе ја немаме реалната бројка колку граѓани сме овдека, со тоа државата не може да ги креира политиките. Ќе се одржи ли пописот со оглед на корона пандемијата и со оглед на она што опозицијата бара, еве вчера лидерот на ВМРО ДПМН побара и од меѓународната заедница да даде подршка попис да не се одржува сега, туку таму некаде на есен. На есен имаме локални избори, така што не мислам дека добар тајминг или добро време за одржување на попис би било на есен, затоа што не знам како би се одвивал попис во услови на кампања за локалните избори, така што мислам дека најдобро време е сега да се реализира пописот. Впрочем, првата фаза од пописот веќе е започната, веќе илјадници граѓани од диаспората се регистрирани и се попишани, и тоа ќе трае до 31 март. Исто така и определени други категории на наши граѓани, припадници на армијата, затвореници и притворени лица, наши дипломати во странство и нивните семејства се попишуваат во овој период. Мислам дека логично е, бидејќи Државниот завод за статистика прави сериозни подготовки за теренскиот попис. Тој теренски попис ќе почне на 1 април и ќе трае до 21 април. Во интерес на секој граѓанин е да се регистрира и да се попише. Ова не се избори, ова не се не е партија, не е. Тоа сакав да кажам, не е пребројување на партиската подршка, туку е попишување, регистрација на секој граѓанин со сите релевантни податоци, од етничка припадност, верска припадност и тие карактеристики врзани со личниот идентитет, до вработени, невработени, професија, потреби на секое домаќинство, и мислам дека тоа ќе помогне на секој град, на секое населено место да ја добиеме реалната слика и на тој начин да се креираат и образовните, и здравствените, и економските политики. И мислам дека еве за Кавадарци нема интерес Кавадарци да има помалку попишани граѓани колку што реално живеат тука. Треба да стекнеме реалната слика, затоа што од пописот ќе се влечат понатаму податоците за развојните политики, за буџетите на општините, за се она што е важно за еден град. И јас би го искористил ова и да апелирам на граѓаните дека е ова навистина важно, дека екипите попишувачите, околу 6000 попишувачи на Државниот завод за статистика се подготвуваат и се обучуваат како брзо, едноставно и безбедно да го изведат пописот со современи методи, со таблети, значи наједноставно, а сепак да се добијат тие податоци. На крајот на криштата и Евростат, Европската статистичка организација, даде позитивно мислење дека законот за попис и методологијата ги задоволуваат сите стандарди кои што треба да бидат задоволени за да имаме доверба во пописот. Опозицијата создава бунило кај граѓаните со повикот да не се отварат вратите, да не се примаат попишувачите, што доколку граѓаните не го направат тоа или што доколку ги вратат попишувачите. Од тоа ќе изгубат само граѓаните и државата во крајна сметка. Мислам дека јас повеќе пати и во собранието и на медиумите сум апелирал дека ова не е точка, не е операција околу која треба да се делиме по партиска линија или по етничка линија. Ова е операција во интерес на сите.
мислам дека од етничка гледна точка ефектот може да биде да има нереална слика, значи да има помалку македонци од реално или помалку албанци од реално ако повикуваат некои од албанските партии, меѓутоа сите албански партии застанаа зад попис. Мислам дека треба сите партии без разлика, македонски, албански, граѓански, да застанат за овој попис за да добиеме реалната слика. Тоа е во интерес на граѓаните. Јас не гледам ниту една причина да не се отвори вратата и да не се дадат податоците за да имаме реална слика. Впрочем, ние 20 години немавме попис, 19 години, и од тоа што немаме попис ме единствен случај и во регионот и во Европа, и мислам дека корисно е и добро е да се заврши пописот сега. Секој натамошно одлагање ќе значи дополнителна политизација, дополнителна поларизација и од тоа нема никаква корист за граѓаните. Изборен законник е исто така нешто околу што се кршат копијата. Опозицијата бара фингерпринтса да се кажа владеачката партија дека може. Има ли можност тоа да биде дел од процедурите со вкалкулирање на отисоците за локалните избори? Ние работиме на тоа, заедно сите политички партии, да дојдеме до ситуација во која на локалните избори ќе има фингерпринт. Во однос на СДСМ ние дадовме поддршка на таа идеја, има согласност со ВМРО ДПМН. Државната изборна комисија и на нејзините членови направија детален предлог на измени на изборниот законник кој што ќе овозможи да се набави таа опрема и да се стави во функција. Она што е меѓутоа важно е да ги направиме сите потребни чекори, технички, софтверски, со обука на избирачките одбори, да сме сигурни дека на денот на локалните избори тоа ќе се изведе како што треба. Ние не сме против, напротив сме за отпечатоци на прсти како метод на препознавање на гласачите, но треба да пред тоа да направиме серија на чекори за да знаеме, вклучувајќи го и пилотирањето, значи пробата на тој систем, за да бидеме сигурни дека дента на изборите нема да има проблеми. Заеднички работиме и знаеме дека изборниот законник се менува секогаш со консензус и затоа има определени разлики околу тоа која би била алтернативата по исклучок, доколку во некое избирачко место не функционира системот, дали да се прекине гласањето и да се повтори или пак да се примени методата што до сега се применува, тоа е со спреј и со лампа. Мислам дека ако пристапиме разумно и одговорно дека ќе најдеме решение и верувам дека ако ги следиме чекорите и не губиме време, можеме да дојдеме. А доколку видиме, согледаме заеднички сите политички партии дека тоа невозможно да се изведе до крај сега, тоа сигурно ќе може да го направиме наредниот пат, но јас мислам дека се уште има шанса за локалните избори доколку сите вложиме соодветен напор. Реформата во правосудството како се спроведува и ќе има ли конечно можност граѓаните да се чувствуваат сигурни дека кога ќе влезат во судовите, во судските институции ќе ја добијат правдата? Тоа е долгорочен процес кој што не се случува преку ноќ, меѓутоа мислам дека имаме повеќе чекори во правилна насока за да ја кренеме јавната доверба на правосудството. Ние токму и овие вакви активности, посети на судовите, процесот на дигитализација, односно модернизација, дополнително на тоа прочистувањето на правосудството по едни објективни критериуми, извршени од судскиот совет и да речам професионализација на работата на судиите и зајакнување на нивната одговорност, се тоа чекори со цел да го зајакнеме судството и граѓаните да имаат доверба. Тоа мора да се осети во судница, тоа мора да се осети во секојдневната работа на судовите. Ние знаеме дека има проблеми, тие информации доаѓаат до нас секојдневно. Сите тие информации ние ги проследуваме кон судскиот совет и судовите и мислам дека ако се зајакне одговорноста, дека тоа ќе се почувствува и кај граѓаните. Инаку една важна компонента на оваа реформа е и зајакнување на ресурсите во правосудството. Владата се залага за етапно покачување на буџетот колку што дозволуваат можностите во правосудството, дополнителни вработувања на стручни соработници и на помошен персонал за да може поефикасно да функционира судот. Имавме минатата недела настан со кој што после 20 години се покачија, се овозможи
законска можност и правна можност да се зголемат платите на судската полиција за 18% најмногу, а најмалку 8%, зависно од судот. Направивме правилници за нови униформи на затворската полиција, значи се прават чекори за зајакнување на овој сектор, затоа што со вистина е дека долго време бил или запоставен или користен во погрешна насока. Целта е да се изгради независна судска власт во која што граѓаните ќе имаат доверба и која ќе се обраќаат на судот и ќе очекуваат и ќе добијат правда. Стравуваат ли судиите од сето ова што ќе се случува, ќе следи како еден процес? Тој процес веќе тече и мислам дека секој судија или обвинител кој што работи честно, одговорно и согласно законот нема причина да се плаши. Не е целта да се прават какви било чистки или притисоци. Целта е баш да се оние кои што се професионални и одговорни и работат по закон да се наградат, а оние кои што не го прават тоа да бидат едноставно вон системот согласно прописите и по одлука на судскиот совет. Министри, уште едно прашање. Денес во Кавадарци кажевте дека Кавадаречкиот суд е меѓу првите кои што спроведуваат дигитализација. Дали овој процес ќе следи во останатите судови? Овој процес секако ќе следи, ова е само почеток. Кавадаречкиот суд е во таа смисла многу пред останатите и затоа е за пофалба и затоа денеска сме тука. Овој процес би требало да заврши со помош на амбасадата на Соединетите Американски држави и ОПСЕ, со опремени преку 120 судници низ целата држава, кои што ќе имаат и опрема и софтвер, меѓутоа и обучен кадар за работа во такви услови. Мислам дека во 21. век и во услови на пандемија тоа е неопходно. Тоа само може да ја забрза ефикасноста на судовите, да ја зголеми довербата, транспарентноста и граѓаните да можат секако да влијае на намалување на можностите за корупција и граѓаните да можат полесно да ги завршуваат работите во суд. Тоа е процес кој што би требало до крајот на оваа година да се комплетира. Сега веќе е започнат, меѓутоа со една интензивна агенда верувам дека ќе успееме до крајот на годината да ги опремиме овие судници, да ги создадеме овие услови. Благодарам што бевте наши гости. Благодарам на поканата.